Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во ова попладневно и последно за оваа недела издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. И токму со оглед на тоа што ја завршуваме неделата, предлагам да го направиме тоа со настанот кој остави токму во оваа недела најмногу значење, а тоа е лидерската средба и воопшто диалогот кој по долго време, ако ништо друго, се одржа. Но, што понатаму? Од една страна, од ВМРО ДПМН е состав дека по лидерската средба се потврдило дека владата нема двотретинско мнозинство за уставни измени и дека ВМРО ДПМН нема да ги поддржи под вакви околности. А од друга страна пак од СДСМ дека нема потреба од нервоза во ВМРО ДПМН, со оглед на тоа што и заради тоа што прифатиле, односно го промениле ставот и ги прифатиле поддршката за уставните измени и учество во широката влада за европска интеграција. И јасно е дека имаме конкретно поместување на позициите, но во која насока. Значи, со други зборови, кој што добил, кој што вложил, а всушност поентата е дали конечно ќе се одблокира од наша страна она што е блокирано. Затоа дали ќе има дополнителни блокади и пролонгирања од надвор, како од Бугарија, како поединечна земја, така и како ЕУ со некои други барања или одлуки се едно. Но колку, да речеме, ова средба оди во насока на укинување на блокадата, колку може да се заокружи оваа средба или барем да се стави под оној именител дека имаме еден вид сложени браќа. Генерално сложени браќа, мнозинство, затоа што имавме директно диалог, што е и дел од темата, диалог помеѓу власта и опозицијата. Под власт се мисли владеачкото мнозинство, значи тука е и Дуи. Дуи не учествуваше, ниту представник имаше свој, но на некој начин не представувано со оглед на тоа што Ковачевски и како премиер и председател на СДСМ всушност и го представува, пред се како премиер, председател на владата, го представува владеачкото мнозинство, значи сите кои се таму, а кои не само дека не беа против, туку дури и експресно, како што видовте и тоа во средата, кога токму во емисијата во ТЕК и ја проследивме пресконференцијата, се огласи и дуи експресно дека прифаќа. Ете и потврда дека се следи, дека се гледа секако лидерска, но се гледаат и овие емисии, не во насока емисијата како емисија, туку во насока дека се слуша гласот на јавноста, размислувањето, енергијата, позитивноста, негативноста и така натаму. И сега дополнително на ова имаме денеска настана, тоа е седница, тоест седници, затоа што се и на извршниот и на Централниот одбор на СДСМ, каде што пак токму Ковачевски треба да ги презентира сите детали од лидерската средба со Мицковски, односно ги коментира сите предлози. Тој пак вели дека сите понуди од ВМРО ДПМН се прифатени, вклучително и влада без Дуи. Она што велам Дуи сами си го направија, односно сами го направија, ја прифатија понудата веднаш, практично и пред завршувањето на пресконференцијата. И всушност денеска СДСМ ќе продолжи да дискутира и па на некој начин и преговара, затоа велам власта е владеачкото мнозинство, не е монолитна, ќе продолжи и ќе продолжи дискусијата околу формата на преговорите со ВМРО ДПМН. Она што може да се заклучи од лидерската средба е дека имаме какво и да е одложено и слично усогласување, односно прифаќање од страна на ВМРО ДПМН, начелна согласност за уставните измени,
дека имаме опција за можна широка владина коалиција, дека дури тој момент за предвремени парламентарни избори се отвара, но и јасно е тоа дека сега имаме, затоа и го споменав, она сложни браќа. Ако ништо друго, релативизирана она или поларизирана ситуација, или сте за ЕУ, или сте против анти-ЕУ. Сега имаме ситуација дека, генерално се сите за ЕУ. Сега не допред, сетете се, непосредно допред одржувањето на средбата се зборуваше. Денеска ќе се знае која страна Мицковски ќе избере, дали е за, дали не е, дали е против. Не дали не е, значи може вие да не сте за нешто, но не сте против. Тука не се, пред средбата не се оставаше таа опција, напротив сега имаме тоа дека практично не е спорно. Сите се за ЕУ. И сега всушност, како што и гледате, идејата е да ја анализираме од повеќе аспекти, а оваа средба генерално како проект кој е битен за сите етнитети, за целото општество, за сите граѓани, за целиот народ. Што мислите, што се е договорено, дали всушност знаеме што се е договорено, и дали може да бидеме сигурни во она што е договорено, или повторно може да очекуваме некои поместувања, односно дали, со други зборови, се е веќе договорено. Па без оглед дали знаеме или не знаеме, ова е на некој начин форма преку која треба, како што форма преку администрацијата, образец и слично, за да се заврши некоја процедура, дали е ова форма за да се реализира нешто што може би, односно се што е веќе договорено, имајќи предвид дека дополнително можеме да се прашаме и дали ќе го исполнат она што го договориле, на што се обврзале и што го ветиле, и тоа во контекст токму кон ЕУ, затоа што впрочем и примарно заради ЕУ и се прави се и се договара, а во контекст на ЕУ затоа што токму ЕУ и наназад, ако ги погледнеме, па и не само кај нас, и во регионот, релацијата Србија-Косово и така натаму, и тоа како инсистира преку своите представници на тоа да дури ако се сеќавате неодамнешната средба во Охрид, кој беше домакин пред премиерот и Охрид и Македонија на средбата Курти Вучиќ, иако усмено беше договорено, и Вучиќ потоа зборуваше дека ништо не потпишал и ништо не е ставено конкретно на хартија, односно од него авторизирано, ЕУ инсистира на тоа, како што велат, се што е договорено мора да се имплементира. Така да во оваа смисла денеска да ги анализираме сите тие аспекти од средбата и сето она на што всушност, ако не пред граѓаните, може би пред ЕУ ќе мора да се обврзат да го исполнат тоа што го кажале. 60-91-924 и 925 се телефонските броеви. Можеме да почнеме, доколку имаме некого на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, професор. Да, повелете. Ве поздравувам и јас, повелете, да. Во врска со темата. Значи, кажавте убаво, имате убаво професорско експозе, апсолутно се согласувам со секој збор што кажавте, апсолутно. Се е така како што кажавте. Во однос на ова што се договориле, значи на вистина не им верувам ништо ни на меѓународната, а уште помалку на овие наши политиканти. Не можам ни политичари да ги нарекам. Што зборале, што се договарале, што ќе кажат, што ќе дознаеме после месец, два, после година дена, тоа е Бог и Суфирџија. Разлика ќе биде. Бидете убедени во тоа. Значи, вистината ја кријат до последен момент. Тоа го видовме и со менувањето на уставното име. Значи, еден од Муртино се колнеше во предси, во кошогодиши и така натака. Значи, дека нема да има уставни измени, нема шанси и така натака за накрај. Ево го, смртен чин, променето им.
тоа е едно круцијално, значи, што се случи и за тој аспект човек апсолутно не може воопшто ништо да им верува. Така. Апсолутно. А второ, значи, има многу работи што ветува, не исполнија, меѓутоа и она што не ветија, па се исполнија. Коридорот 78 одамна го газа. Значи, не им верувам, затоа што досега целокупната нивна работа се сведува на тоа дека ајде, ако не лажете, извртуваат вистината, манипулираат со вистината, едноставно вистината ќе дознаеме од кога сето тоа ќе се заврши. Мислам дека ова уште едно ново преврство, допрва ќе видиме, нема тоа да се случи, бугарите да ќе внесеме во уставот, а нашето прием во Европска ќе се сликаме после 30 години. Прашање дали тогаш ќе влеземе. Толку, поздрав, пријатно. Благодарам, ве поздравувам, имајте пријатно попладне. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, господине. Поздрав до вас, повелете. Ретко се јавувам да ти кажам искрено, али сум многу разочаран. Ово е се за лични интереси. Аха. Јас да ти кажам искрено, како македонец, се срамам за тоа нашите пратеници, нашите, како да ги кажам, колку посто има доверба од луѓето бе. Погледи бе, 2 белешки не плаќам струја, доаѓат нашите херои источниот дел одма и клучуват бе. Погледи у Супчини не смеат да улезат бе, човече. У која држава живее македонскиот народ бе? Абе, трет ред станаме македонци ние у собствена држава бе. Кој ни ја воде државата бе, господине? Абе, и ВМРО и СДС, тие предавници се за лични интереси бе. Упропастија земјоделие, сточарство, овошта, абе, течињата ни побегаве, источниот де е поселија бе, човече бе. Па тоа е жално и срамно, бе, ја не знам, овие потправото Охри што се јавуват дрдичени, па како нема чувство да срам за собствените граѓани, утре ќе имат ночиња, параво ночиња. Кај живеат и дека ќе одат бе? За едно работно место си продадува бе, човече. На Шоличе бе, дотека уј доме нија бе. 2 белешки, третата ми скучува Евана. Каде е Слупчани бе, каде е Радишени? Ова како се виара Киново. Со милионски суми, 6 милиона. Утрето одма пари се пуштија. Од човече. Не ли е срамота додека уј доме? Исто некем да пчувам и да врегам, биди жив и здрав. Ви благодарам, ве поздравувам, но да се усмериме на темата, особено велам во пресрет на вечерашните седници на раководството на СДСМ, каде што ќе се дебатира токму околу тоа како да продолжат разговорите за уставните измени. А токму пак тоа е резултат на средбата помеѓу Ковачевски и Мицковски, она што е договорено и што еве ние денеска би требало да го дискутираме и на некој начин да го анализираме во смисла еве и да ајде еве кажано да читаме помеѓу редови, да речеме. Односно каде треба да оставиме проред, а каде што нешто не ни е јасно да го прочитаме помеѓу редовите. Она што е кажано, она што не е. Ковачевски во своето обраќање през конференцијата по лидерската имаше можеби најмалку 3 дела од обраќањето. Едниот беше што се е направено, правеше ретроспектива со Охридскиот, со Преспанскиот договор, дострелите, успесите и така натаму. Па какви се состојбите денеска, па што се ќе направат. А беше нешто кажано и околу средбата. Мицковски пак конкретно кажа што понудил. Затоа велам сега, сето тоа кога ќе се обедини да ја направиме анализата од повеќе аспекти. За да всушност дојдеме до тоа што е суштината од лидерската средба. Оние други дискусии што е направено, што е постигнато, што ќе се направи, за да се добие чистата, есенцијата да се добие, најдобро да се остават настрана. Тие се зачините само. Нас би требало да не интересира само средбата и тоа што е конкретно договорено. Каде одиме, настрана, како било, како е сега и кој што направил. Затоа што зачините го менуваат вкусот, даваат друга арома.
и она што е суштината, месо или што е како е, добива некој друг вкус. Може да се прикрие, може да се додаде дополнително. Така да лидерската како и услов и предуслов за деблокирање и придвижување на патот кон евроинтеграциите. Со секако сите оние атрибути за чувување на идентитетот, јазикот и така натаму. Ете, тоа е суштината од лидерската. И дали тука ќе се постигне согласност и од блокирање, односно кој што ќе добие или која е цената за сето тоа. Тука мислам на општеството и народот. За поединачно тоа, впрочем, и не е битно, ако е добро за државата и за народот. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете, да, ако имаме некого. Добар ден, добар ден. Повелете, се слушаме, да. Поздрав до вас и до сите гледачи. Благодарам, повелете. Само да му одговорам кратко на претходниот, бидејќи е многу вознемирен, многу пати го се јавуваат, мислам по возрастна личност е. 2001 се реши тоа, почитуван гледач, пријателе, тогаш се реши све и тоа е тоа. А во однос на анализата што барате за оваа тема, анализата колку дојдоа од Европа мисари, како ги викат тие, за да се дојде до оваа средба. Таа е анализата. Тие направи анализата, кажа ја, се заканија да се сретнат, поединечно ги собраја, едната и другата страна, сретнаја и пред македонската јавност видовме све. И тоа ќе си дојде поред како што оди, под диктат на случувањата што се случуваат во Украина, мора Балканот да припадне таму кај што сакаат тие. Значи, тие мисарите што идат, тие тоа го прават и го редат. Еве во Србија, значи има толку мнозинство, значи што го почитуваат Вучич, еве го растураат и Вучич, го најверојатно и дамо нешто ќе се случи. Косово да припадне таму кај што сакаат тие мисарите. Колку да збораме ние, што да кажуваме ние, 2001 го реши случајот, мисарите тука се ќе го кажат своето, ние џабе стајуваме тука, џабе кажуваме све е договорено, така да не оди насила, па полека, преку вашите емисии, контактни емисии да се смирува народот, така и се е решено. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Благодарам. Овака, прво што разговарале, ние фактички ништо не знаеме, освен оно што го слушнавме од нивните изјави и колку е сето тоа точно и така, ние само може да веруваме или да не веруваме. Овдека само можам да речам дека прво ќе кажам дека Балканот е стварно јаболко на раздорот. Европската унија не сака да бидеме оригинални, меѓутоа затоа што ситуацијата е ваква каква што е, подобро е да го примат Балканот во Европската заедница, отколку да остане надвор, ако е правата вистина. И затоа да речам повеќе Европа се бори, да речем, на некој начин, да речем посебно за нас, да влеземе во таа заедница, да не останеме надвор, затоа што ако останеме надвор, значи апетитите од надвор се многу големи, ќе кажа посебно Русија, значи да не поклопат и да го направат своето. Одека ќе го потенцирам и следното. Изјавата на господинот Бујар Османи, ако е вистина, ако е така како што кажа, значи дека Дуи ќе се повлече од власта и ќе го остапи местото што се вели, значи нема да бидат да партиципираат во власта во овој момент. Ова е, ако е така, значи можам да речем и за поздравување, значи а тоа е дека секогаш во политиката мора да има отстапување ако сакаме да ја постигнеме целта. Сега, колку е тоа добро за едните, за другите, па и за третите, тоа е друга приказна, меѓутоа за нас, ќе речем, е добро да влеземе во заедницата, да бидеме дел од таа заедница и да не бидеме надвор, како што сме во НАТО, да бидеме и во ЕУ. Значи, со тоа фактички ќе бидеме една целина и ми се чини дека ќе биде
подобро и Така, ви благодарам. Но што е императивот? Дали на вистина, мислам во ова политичка смисла и партиска, дали на вистина за императив го имаат, ја имаат ЕУ иднината, евроинтеграцијата на Македонија партиите. Неодамна, нели, со Алијанса за албанците, со влегувањето, приклучувањето во владата, тие уверуваа дека се за ЕУ, но тоа беше пак пропратено со влегувањето во влада. Односно, да, ќе подржиме ако влеземе. А инаку сме исклучиво, да, но ако влеземе, тогаш сигурно. Сега и со ВМРО до ДПМН, до предлидерската средба, забетонирани ставови, нема никакво поместување и слично. Сега, да, подготвеност за уставните измени, ако земат 5 ресори, ако влезат. Дали е и тоа или без оглед што сега со одложено дејство, со гаранција на САД и ЕУ, но како и да е, одеднаш сега веќе се одбетонира, ако ништо друго, не се толку замрзнати ставовите. Колку со други зборови влегувањето во власта ги менува или барем наведува на тоа да се размисли за нешто, за пред опцијата да се влезе во власта, се сите уверени некако дека нема воопшто ниту да размислуваат. Добар ден, повелете. Добар ден, почитувани. Почит до вас, повелете, да. Па, јас барем себе си така се сметам за демократ и верувам во демократија. Што значи тоа? Најкратка дефиниција за демократијата е почитување на волјата на мнозинството од народот. Така. Сега, мнозинството од народот што одлучи? 2016-2020. Одлучи да го донесе на власт мудрото северно раководство. Тоа како прво се одлучи. Како второ, иако имаше грешки мудрото северно раководство, се одлучи дека уствари сите се исти. И Маровије си, и овие, и сите се исти, шо? И така да нема потреба да ги менува. Фактички гледате и следниот заклучок. Нема потреба од избори. Значи, што сите се исти, зошто да одиме избори? Зошто да трошиме пари? И како ни велат, еден е патот, еден е изборот, Европа! Добро. Значи, политичарите, што ги избравме ние, треба да им кажеме човечки, луѓе одете си дома, со писмо ќе ни пуштат од Брисел, скокнете во Вардар, ќе скокниме. Направите се да не видам бугарен други работи, и ние ќе направиме. Еден е изборот, така. Нема што тука да пратеници да пуштаме. Или ние, бидејќи сите ни се исти, си го оставаме мудрото северно раководство на власт и не сме заинтересирани за добар стандард, нели европска вредност е една од европските вредности е добар стандард. Ние не сакаме добар стандард. Ние сакаме мудрото северно раководство да купи пратеници. Имаме берза на пратеници. Затоа што ние сме такви, ние си сакаме така. Значи власта е огледало на народот. Така да нема потреба власта да ги троши парите кај народот, ќе си купи пратеници. Ако не купи, ќе си одиме на нашите омилени удбашки методи, како на Ченто што му направивме и на други. Благодарам, почитување. Да, благодарам, ве поздравувам, но во ред огледало, може да го дискутираме тоа, огледало на оној процент кој ја дава поддршката, а тука ми се чини, ако барем според оние анкети разни, генерално се горе-долу блиски резултатите по однос на тоа дека собрано сите и опозицијата и власта би рекол дека имаат помалку, нека имаат исто од колку што е процентот на оние кои не се ниту за една. Или не знаат, или за никого не би гласали и така натаму. Еве, нека се и 50-50. Па кој е тоа мнозинство тогаш? Првото прашање. Или барем ете, да не биде затоа велам генерализирање огледало. Не сме сите тогаш во тоа огледало. Околу она што велите, па еден е изборот, нема потреба избори да се прават. Во ред, ако е тоа така, нема потреба, како што кажавте, за да не се трошат пари, но од друга страна пак, што мислите, дали ако не се потрошат пари за избори, дека тоа што не е потрошено, дека ќе има повеќе за народот? Ако е така, ете, може и да навистина се оди во таа насока да
еден избор да заштедиме пари, па барем може би до 9-10% да види народот зголемување. Не тие 7-8 и така, како што барат пензионерите, уште 70 визави пратениците и слично. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав од село на Живово. Благодарам поздрав до вас. Поздрав од телевизија 24, поздрав до водителот и до Благодарам. сите гледачи на вашата и нашата телевизија. Благодарам, повелете. Па видите што да дискутираме. Ова е стварно невидена. Ме кажуваат дека, се кажа мицкоски, дека ние прифаќаме уставни измени, али уставните измени да важат од кој ќе влеземе во Европска Унија. И што ќе договараат сега? Сте прифатиле, мислам, опозицијата дека треба да направат уставни измени. Тоа нема врска. Овие се дојдени со таа цел да се уништи Македонија. Они не ги викнаа, ова е красна средба, они не ги викнаа да се договорат за францускиот предлог. Сега ги викаат, кои те станат густо, не го видиш, тешко е за македонскиот народ. Овие си лапаат, си покачија, плати си покачија, се баш и брига. Сега баш така да направат некој бучкоруш, ама ја мислам дека тоа нема да дозволи опозицијата. Оти сепак, пазите, ова е народот гласа. Народот, 70% од народот не е за во Европска Унија со ваков предлог на Европа. Не само македонскиот, него и сите народи. Не се за тој предлог што имаат францускиот предлог да влеземе во Европска Унија. Мислам, 70% народ не е. И сега, они сами ќе влегуват. А ја не сум, тој предлог што имаат, ја не сум за уставно, за влез во Европа. Срамота што работа со народ. Веруј ми дека ова е стварно си играат играчки со народ. Си качија, плати, баки, брига и како е прво. Со ваква влада што имаме, криминална, и во судство и све, кој те прима во Европска Унија? Благодарам, поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач, повелете. Исо, добар ден. Добар ден, добре дојдовте, повелете. Господине Исо, јас не ви се вмешам во вашата уредничка работа, меѓутоа мислам дека и овој термин требаше да го ставите како слободна тема, бидејќи народот сака да се искаже нешто повеќе од својот живот. И поинтересно ќе му беше, бидејќи секојдневно на сите програми, дали вести, дали овие контактни емисии го мачат народот со оваа политика. Веднаш да кажам и да ги утешам нашиве граѓани. Во Европа слушам дека бараат доста работници и не те мора визи да вазат нашиве гледачи. Можат веднаш да се јават, ама во оваа Европа овде фабрикава за чоколади. Исо, после состанокот на овие наши двајца лидери, даваат изјави кои не се подудараат во однос на она што правеле муавет. Едно го слушам Мицковски кажува, а после тоа го слушам овој другиот кој вели дека се сложува ВМРО да направиме, значи се сложи да ги вметнеме бугарите во уставот. Некој лаже тука. Многу е трагично што нон-стоп се лаже народот. А кој лаже, знаете дека и краде. Многу се украде од оваа држава и понатака ќе се краде додека народот не се освести. Ова е силна држава, а тоа го потврдувам од она изрека. Глуп народ, силна држава. Исо да ти посакам убава. Да, благодарам ве, поздравувам, но ете, велам, освен што не треба да генерализираме, затоа што и не е така, не само дали е во ред или не е. Дополнително не е така, токму како што кажав, со огледи на оние огромни одстапувања во анкетите, значи собрано воопшто довербата која политичките партии ја уживаат, се прашувам дали достига до 50%.
и тоа во оптимистичка варијанта. И по однос на предлогот за слободна тема, со задоволство ќе излеземе пресред, само нека има идеи од ваша страна, слободните теми, како бланко платно за сликање, за создавање на ремек дела, ние ќе ги поставиме апсолутно. За секому по штафелај, што би се рекло, и еве да создаваме. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Поздрав до вас, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, слушам, повелете. Од Кичево, Милен Демири ве поздравувам. Ве поздравувам и јас, повелете, господин Демири. Па вака, ние како општество брзо забораваме. Од Бугарија добивме вето за започнување на преговорите за влез во ЕУ. Патот во ЕУ не води со внесување на бугарите во преамбулата на Уставот. Пред 4 години, кога бевме многу далеку со започнувањето на преговорите со ЕУ, никој, па ни ВМРО, ни Мицкоски не беше против внесување на бугарите во Уставот. Сега се случува сосема друго нешто. Бугарите при преговорите бараа за да го повлечат ветото, внесување на истите во преамбулата. Од наша страна се бараше бугарите да се внесат во преамбулата откако ќе станеме полноправна членка на ЕУ. Компромисот се направи со тоа што Бугарија го повлече ветото, се усвои преговарачката рамка од страна на ЕУ, 27 членки на ЕУ, се подпишка скринингот и тоа на македонски јазик. Сега да кажам, да ги подсетам овие кои што веќе почнаа да прават весела математика, амандманот 18 од Уставот на нашата држава кажува: ќе биде потребно двотретинско мнозинство од вкупниот број пратеници, во кој мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство. Тоа значи дека треба да има гласање со бадентер. Нека заврши гледачот. Без тоа не може да се направат измените. Па оние кои прават весела математика, треба да го има тоа во обзир. Така. Бидејќи без албанците, односно без бадентер, уставните измени се невозможни. Ве поздравувам. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Добро, и што тоа значи тогаш, дека ќе, но секако мислам, со вас во друга прилика, не е директно дека ве прашувам, но со оглед на тоа што го ставив тебе на маса, што би се рекло, што би значило тоа, ќе се добие таа поддршка или не, ете, вклучително од сите, ете, па така и од албанците. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете. Ало? Да, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме во програма, сте, повелете. Добро, дека очекував некој пред мене да биде на линија. Добро, вие сте, да. Па види се, многу весели математики слушам овека. Веселите математики, равенствата и сите бројки таму што се прават, ги дава калето. Затоа се весели математики се дешаваат. Да не е калето и оние наводно тамо евро амбасадори и чудеси што владаат со ова државиче, бидете сигурни дека немаше ни да има консензуалност, нити рамковен договор, нити ништо. Сега македонците мора да пробат на секој начин да се борат, да се спасат од овакви веле предавства. Што значи исто како некоја мачка кога се најде у чест, па ќе рипа ако треба и на лав. Многу гледам убавини некои луѓе тука што живееле заедно со нас толку години, што сме ги цинтрале, ланчале, сега против нас, ако можат и гробот ќе ни го ископат они лично. Многу им благодарам на тие рамковни на националности, што вака оперираат против македонецот, што македонецот од Втора светска војна навака ги ланчаше, ги цинтраше, ги молеше да бидат просветени, учени, правеа и наети кон македонецот, кон Македонија у тоа време. Ја убаво памтам што све се дешаваше
Така да голема благодарност до нив. А што се однесува до диалогот, слушај, јас сум рекол од секогаш ова што се представува дека е ВМРО, ДПМН, ништо не е друго освен бугарашка партија, значи од кога се формира, од формирањето смрдеше у воздухот дека се бугаришта, дека не се македонци. Овие се одроди од македонскиот народ, што влегуваат у вакви разговори, преговори за да се промени македонецот у бугар. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Отворање на уставот само под услов на одложено дејство. Се друго ќе биде предавство. Нека го разбере ова македонскиот народ. А тоа нема, мислите, да има негативни импликации? Да, било која друга комбинација ќе биде предавство. Требаше така да се направи кога го менјавме името. Дајте ни прво почеток на преговори, мора во ЕУ да не пуштеа, па тогаш ќе го смениме името. Значи, се друго ќе биде предавство. Ако чекаме од ЕУ гаранции, тоа се најголемите, како да ги наречам, лажови и нивната гаранција не вреди 5 пари. Видовме 12-4 резолуција, видовме српските тие општини што се договара, со подписи, со све, ништо не им дадо. Исто на нас што ни обеќава кога го менјававме името дека ќе почнеме преговори. Значи гаранции не никако. Тоа е рамно на предавство, да им кажам на ВМРО овие што ќе гласаат. Значи само со одложено дејство. Очигледна е игранката таа весела математика. ЕУ, односно Германија и Франција, под команда на Америка, сака да ја растури македонската нација, да не постои, голема Бугарија и голема Албанија, тогаш да влезат во Европска унија. Толку едноставно. Али, за жал, нашите албанци овдека на софистициран начин се удружени со бугарите и работат против македонската нација и интереси. Ставањето на бугарите во уставот е почетокот на крајот на македонскиот идентитет. Тоа ќе не растурат комплетно. За тоа време, за оваа година дена, затоа што опозицијата спие, едноставно ќе се албанизира се што може, да кажеме сите можни институции, сите можни функции и што да кажам друго. Народот нека не спие затоа што ќе се разбуди во туѓа држава. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Здраво. Добар ден. Убаво името, значи ВМРО да помоне, не е него ВМРО туплене во глава. Се толку алал да име, што ни го направија на сите. Абе, џабе се секираме. Ова отиде, не завршена работата, нека си терат тоа како што трнало и тешко нас нека не биде, само Господ нека не чува, а нив Господ нека им плати тоа што треба и што не треба. Ајде, нека иде понатака. Поздрав. Добро, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушам. Добар ден. Вака сега, договор нема, значи дефинитивно. Луѓето нека не прават, па и телевизиите, а и самите овој Ковачевски, ова е заговор спрема Мицковски. Значи многу убаво и јасно треба да разбериме дека нема договор, нека не вадат мобети, сакат да го направат Мицковски недоветен, ама овие што е донеса ова ситуација до овде, тие се недоветни, да ми извините вака. Прво Османи таму што преговараше со тие протоколи, со тоа што го прифатија таму, та и тој другиот Ковачевски таму, сите со ред. Зошто не ги вика? Прво, ние народот треба да се прашаме зошто дојде до ова ситуација. Значи, не ги ни шишае по наше речено на опозицијата и сега Османи со Ковачевски ги направи тие дубари и сега, ајде, ќе бараме опозиција да тие за да изманипулираат и да направат вакви, овај фестелски, како се викат, муабети, ова што го слушам, ни на луѓево не одговара, нити на тие што даваат изјави, нити на Ковачевски, ова е само да ги насамарат на опозицијата. А дека е јасно дека преговори, ако ќе видиме само под услов, ако се става а дека албанците работаат заедно на иста карта со бугарите, тоа е дефинитивно. Јас живеам во таква општина и тие така ни велеа порано. Значи, кој сака нека се лути. Време е да застани Ковачевски да си признае грешката, да си застани со Мицковски
и да застанат овде македонски, да се обединат и само потврда од Европска унија, затоа што во протоколите има Бугар што го прифати Османи, во протоколите има дека македонскиот јазик постои од 45-та навака. Јас тоа многу убаво запамтив во почетокот кога го кажуваја. А затоа што ние веќе почваме и да забораваме, не зашеметија овие политици. А друго... Да, се извинувам. Благодарам. Добар ден. Повелете за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Ало. Добар ден, господин Ис. Поздрав, да, ве слушам. Те поздравам вас и ваша телевизија и мојата. Благодарам, да. Прв пат се јавам, кај вас да гледам стално и ќе го гледам стално. Ве замолувам, секој нека си окаже своето мислење на културен начин, нека критикува. А не со клетви и тости и некои други работи. Ве замолувам, со 30% од вашите јавувачи се сложувам. А другите не може да ги разберам. Некој непотизам се јавува. Ви се јавува здраво брато или другачи Ливана. Ве замолувам, ви ја унесуваат емисијата, а може би и долгороčno и телевизијата. Затоа, че ве гледам стално, ама некој закон нека има. Еднаш неделно и готово, а не 3 пати некој се јавува. Ве замолувам. Цената на тоа е диверзија што ви прават одредени гледачи. И скучи го одма некој ако се со вулгарни зборови се појава. Да бидете поздравени, ве гледам стално и ќе го гледам. Со вас. Благодарам, ве поздравувам места. Имајте убав ден. Бидете построги. Благодарам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, дали имаме некого? Добар ден. Повелете, ве слушам. Јас сум. Да, вие сте. Што се договори? Ај малку за темата. Па ништо не се договорија. Ќе видиме во иднина што ќе се договорат. Јас така мислам, затоа што сите информации ги добивам од вас како медиум. Конкретно од 24 и уште 2 телевизии. Него сакам нешто друго да кажам за тоа преска што се случи со тој, да го речам, гад Миодраг. Ако е толку маш, нека не ме колне мене. Тоа што го кажува за мене, нека му се случи на неговите ако има семејство. Он за мене е само една лигава моćена бубашваба, ништо друго. Добро, не сме ние заспани, немој да ми исклучувате сега. Не сме ние заспани, не сме ни лигуши, не сме ни плачковци, него он е тоа, што сите ние другите што се јавуваме не навредува. И на вистина конечно треба да му кажете повеќе. А мој одговор барам од вас лично како водител. Во целина, во понеделник во емисијата да го дадете повторно. Каде јас го навредив господинот почитуван доктор? И со што го навредив? Напротив, кажав дека тој не треба да се грижи за апаратот за очукување на картичките, него тој е врвен доктор, треба да се грижи за пациентите. Дури и јас сум гласала за маш на годината за него. И сум гласала за најдобро случување во минатата година тоа тој што го работи. И сега овде да ми биде кажано дека јас сум го понижила, сум го навредила, не само докторот, него и цело здравство, и да ми биде кажано некој од нас да биде болен. Па ако пишал Господ, ќе бидеме болни. Мене од него нема да ме фати клетва, ниту ми дал да јадам, ниту да пијам, ниту дошол да ми ги чува децата. Да му е срамија рам на тој негов говор. И пак уште еднаш ве замолувам, мој одговор од 3 минути во понеделник да го дадете во емисијата, целосно, за сите гледачи и здравството да слушне, дали јас сум го навредила почитуваниот хирург. Благодарам, пријатно. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Прво, независно од тоа, еве вие сега кажавте и се дообјаснивте. И не само дека во таа смисла нема потреба да се дава нешто, од аспект што нема потреба да се оправдувате, еве сега кажавте. Вие сте таа, туку дополнително, како што јас и кажав во денешната емисија, и го осудив и повикав да не се прават споредби, односно да не се коментираат други гледачи. Како што постојано велиме да се дискутира она што е кажано, а не особено не во насока на колнење или било што повикување или дисквалификација на гледачите. Во таа
смисла велам и релевантно е, не е проблем. Прво може и да се врати кај најголемиот дел од домашни услови, но ако толку значи ќе го вратиме и ние. Но велам повторно, не е тоа поентата, не е тежиштето на тоа, туку воопшто на делување спротивно од сите правила. Тоа е повикување на нешто независно што е како кажано. Не се спори со тоа што е кажано, туку се повикува на нешто друго. Или се дава квалификација некаква карактерна на човекот, а не на тоа што го кажал. Затоа велам, ние не зборуваме за тоа што сте кажале. И во таа смисла не е ниту битно тоа што сте кажале. И да сте и да не сте кажале. Не е спорено со тоа што сте кажале, туку карактерно ви е упатена. И затоа велам исто да не се возвраќа, ако е. Затоа што нема да функционираме така. И тој, ако некој почнал, некоја се едно треба да заврши тука и да не се ни случува, а не воопшто да преминува на релација кој е каков, карактерно да дискутираме. Добар ден, повелете. Добар ден, доколку имаме некого, повелете. Гледа да биде шо попаметен во оваа емисија, да изложи нешто паметно, меѓутоа некојаш испаѓат сосема спротивно од паметното. Така да во право е жената што била критикувана, поготово за хирургот. Лично од мене оваа ситуација сега моментална што ја имаме. Двете партии што се договорија. Па ние имавме еднопартиски систем порано. Тој еднопартиски систем функционираше. Ама имавме и власт. Цврста власт. Така да ако мрнеше некој од патот, па беше поушиманат. Немаше проблем. Јас не знам како ќе изгледа сега ова, што, например, како ќе се носат, имаме политичка влада, значи повеќе имаме демократија, како прво и прво. Избравме политичка влада која треба да е одговорна за оваа ситуација и која треба да извлекува државата од оваа ситуација. Опозицијата треба да биде конструктивна, ама пак да си остане опозиција. Она што е добро, што го работи владата, треба да го цени и да ја подржи владата, ако е така. А она што не мучи на владата, треба да ја критикува владата. И како ќе биде сега оваа работа, кој ќе и опозицијата, и мнозинството, власта, кој ќе бидат во, што се вели, во една вреќа. Тој ќе биде како рогови во вреќа, или ќе се сложат, пак ќе не дриблат како што сакат. Јас не знам, оваа ситуација не... Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. На крајот сме од емисијата, да, ви благодарам и ве оставам во размислување колку за време на викендов, со оглед на тоа што ова допрва ќе се развива. Идејата на Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, дека кој вели ќе достави предлог до Европската Унија и до САД, Соединетите Американски држави, тие да бидат гаранти дека уставните измени кои владата ќе ги достави во собранието ќе стапат на сила оној ден кога ќе почне ратификацијата на пристапниот протокол од страна на земјите членки на Европската Унија, односно тој одложен со одложено дејство до влезот на земјава во ЕУ. Но што мислите каков ќе биде одговорот пред се од ЕУ, имајќи предвид дека а тоа мораме да го имаме предвид, дека се чини дека и овој пат, како и многу пати, некако редоследот ни е поинаков, да не кажам обратен. Зарем не требаше ова да се дискутира пред да се прифати францускиот предлог? Ние имаме ситуација, речиси, 1 година од прифаќањето на францускиот предлог, сега кога на неколку месеци пред завршувањето на уставните измени, да дискутираме за тоа да го смениме всушност. Да ќе ги донесеме, ама ако не
ако стапат на сила кога ќе не прими ЕУ. Значи, францускиот предлог тоа не го предвидува. Тоа, предпоставувам, требаше или имаше, може би, некоја смисла и можност да се стави на релација на преговарање пред да се прифати. Францускиот предлог беше прифатен таков како што е, а тој предвидува да бидат направени уставните измени до крајот на годинава. Сега значи дека со ова ние всушност не го прифаќаме или не би го прифатиле. Така да останува сега и тој трет момент. Не е само дали ќе прифати СДСМ, дали ДУИ ќе излезе, туку дали ЕУ воопшто ќе се согласи. Не прашањето дали сега ЕУ и САД ќе бидат гаранти. Туку да прифатат тие да наместо сега уставните измени да се донесат кога ќе станеме членка. А тоа е нешто сосема друго што не беше предвидено, барем како динамика со францускиот предлог. Така да колку одговорим, колку прашања нови и каде сме, ќе треба да видиме и уште да разговараме. Ви благодарам што разговаравме и денеска. Имајте пријатен викенд, останете со Телевизија 24 и Централниот дневник во 17 часот. Довидување.